Бобан Бабунски, Вардар го доби Пјуник за потребни во Лигата на Европа. Вашето мислење за противникот и нормално се уште рано се зборува, ќе следат анализи, но дали мислите дека овој Вардар може да мине во второто квалификацијско коло? Па мислам дека треба да веруваме во нашите квалитети. Овој период е и токму тоа да со работата и со играта во пријателските надпревари и на тренизите стекнат доверба во она што го сакаме да го покажеме и секогаш тоа ќе биде предуслов за една добра игра и добар резултат против Пјуник. Рековме дека нема слаби противници, знаејќи го квалитетот на Хоф и на Тигран, кои што беа клучните играчи на Вардар во последните неколку години и во сите тие успеси, тогаш ако ги компарираме со нив, квалитетот секогаш е за респект. Во екипата на Пјуник има секако и неколку странци кои што треба да го подобрат квалитетот нивни, меѓутоа пак ќе кажам дека треба да се респектира секој противник, треба да се респектира затоа што секој момент ја видовме и на светско дека без разлика на квалитетот, моменталната мотивација и моментална подготовка може да биде клучна и решавачка во тој момент. Затоа ќе потенцирам, ние треба да си ја гледаме нашата игра, нашата идеја, која што ја спроведуваме на овие припреми, каде што иде све подобро и подобро. Тоа можевме да го видиме и вчера на пријателскиот напревар со Домжале, кој што е еден од подобрите екипи во Словенија и гаи атрактивен и технички добар фудбал. Успеавме да ја продолжиме онаа идеја што ја започнавме, така да се надевам дека тоа се ќе оди во нагорна линија и ќе бидеме добро подготвени за првиот надпревар на 12 јули. Колку играчите ќе барате вие респект кон противникот со оглед на фактот дека Пјуник во последните години не е тоа што беше, да кажеме, пред 7 години кога освои 10 титули поред? Апсолутно нема воопшто да се земаат некои информации или интерпретации на нивната историја или традиција. Ние ќе гледаме нивната моментална состојба, она што сега ќе го покажат на припремите, ќе имаме соодветни анализи и подготовки, така да се надевам дека она што моменталната мотивација или подготовка или покажување на квалитетот без разлика, видовме дека и многу појаки репетиции со многу и екипи со многу поголем квалитет ги губат надпреварите и не успеваат да поминат, така да квалитетот е релативно сега во моментот. Така би сакал да го сватат и играчите дека мора да бидат максимално мотивирани и да веруваат во своите способности и квалитети за да ја поминеме првата пречка. За крај, вчерашниот надпревар со Домжале беше еден добар тест за Вардар. Го доби со 2:1 со пресврт. Како е вашиот коментар после тој надпревар, како се задоволни од играта на вашиот тим? Па пред се гледам дека играчите почнуваат да веруваат во она што сакаме да го играме и тоа е прилично позитивно. Се радувам дека во наредниве надпревари и трензи ќе успееме да ги убедиме во една идеја со која што они ќе бидат задоволни и ќе продолжат на тој начин да играат. Секако нас ни е битна физичката подготовка, меѓутоа и фудбалската идеја која што они би требало да се идентифицираат со неа и да видат дека на тој начин може да играат многу поуспешно. Благодарам многу.